Добар ден, ученици! Еве не повторно во училница, повторно заедно на час по математика во второ оделение. Јас сум оделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битол. На денешниот час по математика ние ќе правиме групи. Значи, ќе учиме како да препознаваме броеви што се добиваат со броење нанапред и наназад. По 2, 3, 4, 5 и 10. Или ќе правиме групи од по 2, групи од по 3, групи од по 4 предмети, групи од по 5 предмети. А како ќе го правиме тоа најлесно? Тоа ќе го правиме најлесно со помош на графчиња и вие треба да си обезбедите 30 зрна граф, за да можеме да ги групираме во исто време, значи графчињата, и да совладуваме формирање на групи со помош на графчиња. Освен нив, подгответе си и тетрадка по математика. И потоа вратете се да си продолжиме со часот. Бидејќи сме подготвени, ајде да формираме групи. Колку графчиња има на сликата? Толку повлечете си и пред вас. Првен избројте и избројте ги на сликата, а потоа избројте си и од вашите графчи. Сигурно изброивте дека се 10 и подгответе си 10 графчи. Бидејќи следува прашање. Колку групи од по 2 можеш да направиш? Значи, од овие графчиња треба да формираш групи од по 2 графчи. Ајде, тоа да го направиш исто, на овој начин како и сега. 1, 2, 3, 4, 5. Ако броевте по 2, многу брзо вие ќе ги изброевте 10 графчиња во групи од по 2. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 10, или вие формиравте 5 групи од по 2 графчи. Погледнете си кај вас, значи во графчињата, и видите дали сте направили вакви групи. Доколку не, тогаш веднаш тоа да го направите, за да имате точна задача. 5 групи од по 2 графчиња е еднакво на 10. Формираме групи. Истите 10 графчиња. Сега соберете ги повторно на едно место и треба да направите групи од по 5 графчиња. Колку групи од по 5 графчиња сега можеш да направиш? Една група од по 5, уште една група од по 5, или 10 е 2 групи од по 5 графчиња. Ние всушност собиравме 5 плюс 5 е еднакво на 10, или тоа се 2 групи од по 5 графчиња. Ајде, ученици, сега ќе правиме групи од по 3. Ќе правиме групи од по 3 звездички од овие што се представени на сликата. Ваша задача е да ги изброите првен звездичките. Сигурно изброивте дека се 12 звездички, а ваша задача е да се извлечете 12 графчиња, исто како звездичките што ги имате тука, за да можеме полесно да групираме. Дадена и ни една бројна оска, каде што се представени броевите од 0 до 12, исто колку што има и звездички. Сега, како ќе правиме? За да формираме групи од по 3, ние треба да тргаме најднаш 3 графчиња, или да заокружиме тука 3 звездички. И вели, една група од по 3, или 0 плюс 3 е еднакво на 3. Јас веќе изброив 3 графчиња. Сега треба да избројам уште 3 графчиња, односно 3 звездички. И велам, втора група со 3 звездички, 3 плюс 3 е еднакво на 6. Јас од групата 12 звездички направив 2 групи, или вкупно 6 звездички ги групирам. Продолжувам понатаму. Трета група од 3 звездички, или 6 плюс 3
е еднакво на 9. И ми остана уште 3 звездички, кои што треба да ги групирам, или на 9 ги додам уште овие 3 и велам 9 плюс 3 е еднакво на 12. Во овој случај, јас формирав групи од по 3 со броење нанапред. 3 плюс 3 6 плюс 3 9 плюс 3 12. Но, бидејќи пред нас имаме 12 графчиња, 12 звездички, ќе ве замолам сега повторно да ги соверите во група, заедно 12, бидејќи сега ќе броиме наназад. Значи, ќе формираме групи од по 3 со броење наназад од 12. Значи, од 12 тргаме 3 наназад. 12, значи 11, 10, 9. И велиме 12 минус 3 е еднакво на 9. Една група од 3 формиравме, 9 ни останува. Или продолжуваме понатаму. 9 минус 3. Повлекуваме уште 3 графчиња пред нас и доаѓаме до оваа ситуација. 9 минус 3 е еднакво на 6. Формиравме 2 групи од по 3, ми остана уште 6 графчиња пред вас да ги групирам. Заедно работиме, нели? Ајде, повлечете нови 3 графчиња бројки наназад. 5, 4, 3. Еве ја следната група од графчиња. 6 минус 3 е еднакво на 3. И последните графчиња што ви останаа и со броење наназад 2, 1 или 0 и велиме 3 минус 3 е еднакво на 0. Значи, ние сега правевме групи со броење нанапред по 3 и формиравме 4 групи по 3, 12, но и со броење наназад од 12, со броење наназад по 3 и повторно направивме 4 групи. Ајде сега да решаваме вакви задачи со групирање, при тоа ќе користиме табела 100, но секако можете и графчињата кои што се наоѓаат пред вас. За оваа задача вас ви требат 20 графчиња. Може да си ги подготвите, да ги изброите и да се справиме па да следиме заедно. Наша задача е да откриеме 20 е колку групи од по 4. Треба да откриеме колку групи ќе добиеме со броење по 4. И почнува. 1, 2, 3, 4. Повлекувате 4 графчиња или броиме на табела 100 до 4. Еве првата група од 4 и велиме 0 плюс 4 е 4. Продолжуваме со броење во 4. 5, 6, 7, 8. Или еве втората група. 4 плюс 4 е еднакво на 8. 9, 10, 11, 12. Третата група со броење по 4. Или 8 плюс 4 е 12. Продолжувам. 13, 14, 15, 16. Еве ја четвртата група со броење по 4 или 12 плюс 4 е 16, 17, 18, 19, 20. Стигнавме до број 20, бројки по 4 и формиравме 1, 2, 3, 4, 5 групи. Или 25 групи од по 4. Дали тоа можете да го проверите и со помош на графчињата? Може да си го стопирате видеото и проверете дали со вашите 20 графчиња вие ќе формирате 5 групи. Ајде да провериме, да правиме нова задача, да решаваме каде што ни се потребни 25 графчиња или ќе правиме групи од по 5, па да видиме колку групи ние ќе направиме. На ист начин, броиме до 5. Ова е првата група. Или велиме 0 плюс 5 е еднакво на 5. 6, 7, 8, 9, 10. Или 5 плюс 5 е еднакво на 10. Тоа е втората група. 1, 2, 3, 4, 5. Третата група
кога на 10 му додавам уште 5 графчи. 1, 2, 3, 4, 5. Четвртата група кога на 15 му додавам уште 5 графчиња. 1, 2, 3, 4, 5 и стигнавме до бројот 25, односно 5 групи од по 5 графчиња е вкупно 25 графчи. На овој начин ние со помош на табела 100 и со броење нанапред формиравме 5 групи од по 5 графчи. Хајде истите задачи сега, но со броење наназад. Значи, тргнуваме од 20 графчиња или од бројот 20 на табела 100 и броиме наназад. Ајде заедно со мене. 1, 2, 3, 4. 20 минус 4 е 6. Броиме. 1, 2, 3, 4. 16 минус 4 е 12. Кој би бил наредниот број? Така, наредниот број би бил 8, бидејќи 12 минус 4 е 8. 1, 2, 3, 4. 8 минус 4 е еднакво на 4 и на крајот имаме 4 минус 4 е еднакво на 0. Или 20 е колку групи? 1, 2, 3, 4, 5. 5 групи од по 4. Или исто како и претходниот пат, кога броевме, формиравме групи со броење нанапред. Што мислите, како ќе биде со броење наназад од бројот 25? 25 минус 5 е еднакво на 20. 20 минус 5 е еднакво на 15. 15 минус 5 е 10, а 10 минус 5? Одлично. 10 минус 5 е 5 и последниот чекор 5 минус 5 е еднакво на 0. Или формиравме 5 групи од по 5 броеви. Сега да споредиме. Кој начин на групирање е полесен? Со броење нанапред или со собирање и со броење наназад или со одземање. На двата начини ние добивме подеднаков број на групи, но дали е полесно да броиме нанапред или да броиме наназад? Можете слободно да ги разгледате примерите кои што ги решивме и самите размислете кој начин за вас е полесен. Бидејќи следува домашна работа. А тоа е, колку графчиња има на сликата, толку графчиња вие ќе си изберете за да можете да решавате. Прва задача. Колку групи од по 2 графчиња можеш да направиш? Втората. Колку групи од по 3 графчиња можеш да направиш? Колку групи од по 5 и колку групи од по 10 графчиња можеш да направиш? Можеш да си ги нацрташ графчињата па да си заокружуваш за секоја задача. А ако не се графчиња, можете да ги нацртате со помош на шаблонче, нека бидат крупчиња. И како проблем задача, дали можеш да направиш групи од по 4 графчиња? И дали ќе бидат сите графчиња вклучени, значи во групата, или ќе ви остане нешто надвор од групата. Се надевам дека на овој начин полесно ќе сватите како се прават групи, а во следните часови ќе откриете зошто ни е потребно групирањето и што со негова помош полесно ќе научиме да решаваме. Ученици, се гледаме во некоја следна прилика на некој следен час по математика.